K15! Драги гледачи, сведоци сме на еден специфичен облик на општествено поврзување на луѓето и за оние што немаат поема, само би потсетил дека македонскиот народ, односно неговиот дух, е безграничен кога се во прашање социолошките феномени. Јас сега би искористил оваа прилика да ги запрашам главните актери на оваа шема. Зашто устави стана збор? Батка, извини малце да те прашам нешто, ако може за нашава телевизија. Добро, секој ден вака го млатиш човеков? Дечки, ти знаеш дека јас сум бизнисмен, мислам, може не знаеш, може и за јавноста. Бад работа секој ден вака, па ја имам и други обавези, ја работам. Ова ми е само хоби, пошто јас сум запослен и со правите на животните и со людски права. Ова ми е вака кога нема зимница кој ќе заврши без све и така као мало едно хоби. Слушај, извини да те прашам нешто вака, пошто нашата камера се вклучи малку покасно. Батка, би те прашал тебе, те пратам цело време. Зашо го удараш цело време форхенд? Зашо не пробаш бекет малце па да му се подотворат раните и да... Видете, дечко, ја од мал сум играл и тенис сум играл, мислам да не се свати погрешно јавноста. Јас знам и бекет да мам, меѓутоа кога мам бекет, овој стубот ми смета и не можеш да забавнеш фино, затоа мам поиш идам на форхед и на серва од озгора, што може да се види од оваа штрафта, и ова го слушаме така као малце... Шќути ме ти тука! Ова, и саите оре, мислам вака... Доста захвален мој комши сме ние, иначе... добро, Иначе да ти кажам, он е многу добар човек, ние сме комши, си живееме толку години све, и еве вака сега кој ќе дојде зорт, мора да се, мислам, проблемите мора да се решават. Мислам, ова е некој состанок на куќен совет, веројатно. Па добро, да, сега не сакам да именувам, јас сум да име председател на куќен совет, веќе ова ми е трети мандат, и за тоа што многу добро понашам и мислам сите обавези и како према државата, така и према странство сум ги намирал на време ова. Благодарам многу. Драги гледачи. Само уште ако може да поздравам и станарите од кулата до нас, тоа се од кулата 74. Поздрав и мислам сите сака вака да се дружиме, да не биде тоа, а не некој комши што не живеат и да не можат да ги решават проблемите, мислам. Фала, ова. Драги гледачи, јас благодарам. Ете, драги гледачи, сами сте сведоци. Тоа што не успеа да го направи председателот на државата, тоа што не успеа да го направи премиерот, успеа да го направи водостопанство, да поттикне совеста на несовесните. Сега ми е предоше да кажам најискрено, кој знае како ќе помине тие што нема да плаќаат струја или парно? Не плаќаш парно, а? Парно не плаќаш. Отворите Не плаќаш или нема да плаќаш парно, бе! Парно не плаќаш. Драги наш Перо, собрани сме тука на овој свечен, но тажен час, конечно да се простиме од тебе, драги наш бе Перо. Како да беше вчера, кога на нашите упорни барања на сите станари од втори влез, секогаш одговараше со твоето познато и одлучно, ке си го прашам дали ке платам. Судот на куќниот совет те осуди на смрт и казната ја изврши веднаш. А требаше само малку, требаше само барем мала граѓанска иницијатива од твоја страна и смртната казна да ја замениме со доживотна робија. Зарем не ти беше доволно ќотекот што ти го удривме на 3 пати, драги наш Перо? Може би звучи лицемерно или куртоазно, ама можеше да позајмиш некоја пара од некого, еве да речеме од мене, драги наш бе Перо. Пред очи ми е, кога ти зборувавме дека Миле од 6 има мало дете и не може без струја. И ете сега така, како резултат на твојата нескршливост
и пркост е овој твој скромен гроб. Конечно, така нашата секојдневна темнина ќе ти биде заменета со твојата вечна темница, драги наш бе Перо. А сите ти зборувавме. Плати бе Перо, плати за струја бе Перо, плати за вода бе Перо, плати за парно бе Перо и така натаму бе Перо. Инаку ковшијата бе Перо е роден K15